Добро вечер, гледате анализа. Добро вечер и за моите гости. СДСМ и ВМРО ДПМН. Фани Карамфиловска-Пановска, заменичка председателка на СДСМ, каква грешка ќе направев, и Антонио Милошовски, ВМРО ДПМН пратеник. Благодарам, добро вечер. Благодарам што сте тука. Одиме веднаш со вас. Заради тоа што СДСМ бара оставка од министерот за внатрешни работи, Панче Тошковски, подвојното убиство во Велес, трагедијата на фемицид. Родителите пак на вчерашниот марш на ангелите исто така побара оставки и од Мицковски и од Тошковски. Заеднички именител е нефункционирање на институциите на државата. Кој е виновен, тоа се главните луѓе кои ја водат државата. Можеме прво околу тоа. Се разбира. Најпрвен би сакал да изразам најголема осуда за тоа што се случи во Велес. Прво како човек, како сопруг, како татко на, меѓу другото и на 3 ќерки, никој не би посакал нешто такво за било кого во државата. Најмалку за тие поранливи групи, овде очигледно е дека се работи за еден насилник со богато досие во тој дел. Да. И тука, според мене, главниот актер се правосудните органи, обвинителство и судство. Не би ги исклучил ни социјалните установи, МВР не би го вклучиле во проблемот. Министерството за внатрешни работи мора да реагира кога обвинителството или судството ќе му дадат наредба. Доколку истиот не бил осуден условно, а бил осуден на редовна затворска казна, тогаш МВР ќе треба да го спроведе врз основа на правосилна судска одлука. И тука го гледам пропустот што судот, иако не го знам случајот во целина, но судот и покрај тоа што забележал дека се работи за еден сторител кој што демонстрирал насилство прилично често врз жртвата и нејзините блиски, сепак се одлучил за условна пресуда. Сметам дека тоа е пропуст и дека би требало таа пресуда да биде построга и да не биде условна. А по однос на трагедијата во Кочани, за која што сме разговарали до сега. Ајде, околу тоа сакате да говориме подоцна, прво да расчистиме со ова. Само пред да ја прашам Карамфиловска-Пановска, велите проблемот е во судството и обвинителството. Така. Во социјалните институции, а потоа и во судството и обвинителството. Социјалните институции во кој смисол? Социјалните работници? Се разбира, тие што се и центрите за социјална заштита имаат одредена улога доколку биде пријавено некое семено наследство. Тие не биле семејство, колку што разбрав, биле во некаква... Тие немаат врска со функционирање на државата, не се... Се разбира, секој има врска со функционирањето на државата, вклучително и судството и обвинителството. Реформи во судство и обвинителство не видовме од оваа власт. Ние на почетокот се обидовме со еден, би рекол, радикален предлог, да се разреши целокупниот состав на судскиот совет. Па не е само судскиот совет проблем. Доредно, да одиме како судскиот совет, како вајар како архитект на судството. Добро. Но тогаш и од страна на опозицијата и од страна на одредени експерти добивме силни забелешки и ургенции дека тоа не треба да се прави, дека треба да се почека мандатите сами по себе да истечат и слично. Па вклучително имаше такви препораки од дел од представници на Европската комисија. Ги прифативме како добронамерни, но сепак мислам дека во судството треба да се направат порадикални реформи. Порадикални, да се направи ветинг, предпоставувам? Не би го нарекол тоа ветинг. Добро. Јас би воспоставил нов мерит систем врз основа на кој што вакви случаи, каде што и обвинителите и судиите имаат одредена одговорност, би биле мерлив механизам за нивното унапредување или санкционирање. И потеклото не има да не заборајме. Тоа е тој ветинг за кој говориме. Но ајде да не биде интервју, повелете. Карамфиловска-Пановска. Овој трагичен настан со фемицидот кој што се случи во Велес и практично двојното убиство покажува една историја на насилство
која што не успела да биде санкционирана од страна на институциите. Подрачната единица на Министерството за внатрешни работи во Велес, со оглед на тоа што жртвата неколкукратно пријавувала дека е жртва на насилство од страна на нејзиниот поранешен партнер, не презало сериозни мерки за да истото го спречи. Затоа денеска бараме политичка одговорност од страна на министерот Тошковски, бараме независна истрага и бараме кривична одговорност од сите оние полициски службеници и сите други службеници и во социјалниот во Центарот за социјални работи кои што заради непостапување довеле до тоа да младата девојка биде брутално убиена, иако за тоа имало сигнали. Тоа покажува дека ова е само уште еден, би рекла, во низата несреќни, трагични случаи во изминативе 15-тина месеци. Наеклатантен и прв е оној во Кочани, па потоа Вардариште, Дирисла и така натаму, во кој што гледаме дека институциите предводени од ВМРО ДПМН не успеваат да се справат со ситуациите и не успеваат да го стават системот во функција, да тој може да превенира и да ги штити граѓаните од несакани последици, за кои што жртвите во Кучани се 63, овие две денеска се дополнителни, а жртви на загадувањето од Рисла и Вардариште се пола милион жители, граѓани на градот Скопје. Ќе говориме за тоа. Родово базираното насилство во времето на СДСМ затоа се водеше сериозна сметка. Се водеше сметка и во контекст на тоа што фемицидот благодарение на мнозинството од СДСМ во парламентот стана дел од кривичниот законник, односно беше препознаено како кривично дело во кривичниот законник, со кој што точно одредува што и како треба да се прави за да тоа не се случува. Родово базираното насилство беше третирано од аспект да се обезбеди заштита на жртвите на родово базирано насилство и преку Министерството за труд и социјална политика и преку така наречените шелтер центри. Се што денеска гледаме дека за жал не се случува. Нема еден денар во Министерството за труд и социјална политика кој што е наменет за поддршка на овие центри кои што служат, односно шелтер центри кои што служат за поддршка на жртвите на семено базирано насилство. Дополнително, што ми се чини дека и на долгорочен план прави дополнителни проблеми е што со последните измени во сетот закони за образование, практично насилството го институционализираме во образовните институции и тоа на некој начин се доведува да биде овозможено и од децата на најмала возраст, затоа што се бришат сите оние пропозиции кои што се однесуваат конкретно, например, на пријавување на булинг базиран на родово базиран. Не зборувам конкретно за пријавување на булинг од страна на децата. Претходно тоа беше случај, имаше можност да во формуларите за булинг се наведе дека булингот е базиран родово. Сега тие можности законот, затоа што ги избриша тие одредби од законот, владеачкото мнозинство ги избриша, практично булингот се овозможува, ај така да речем, односно нема начин како да се процесуират со документи дека е родово базиран. И ние ако креираме од најмала возраст средина во која што нашите деца не се санкционирани заради тоа што покажуваат некакви иницијативи на насилство, нема што друго да очекуваме освен дека ќе растеме нови генерации насилници и кои што не знаеме како утре ќе го ефектуираат за жал тој свој порив. Насилството во овие 15 месеци, жал ми е што морам да констатирам, станува пракса. Затоа што ВМРО не успева да ги држи дизгините во институциите и хаосот што го креираат во системот се прелева за жал потоа и низ целата држава меѓу граѓаните. Добро, нека ви реплицира прво околу МВР Антонио Милошовски дека многу пати е пријавувано и не постапувало МВР по пријавите на девојката. Овој случај не е политички.
Ниту пак овој случај Таа политички не е пријавувала. Тоа сакате да кажете? Ниту пак овој случај, за жал, недоразбирањата или однесувањето на насилникот не почнало со доаѓањето или заменувањето на една или друга власт. Не е коректно кон жртвата и незините најблиски, овој случај политички да се обојува. Ова е еден случај на еден насилник кој што, предпоставам според возраста, дали е на свој 40 години, завршил основно и средно образование и кога биле на власти едната и другата и третата политичка опција. Ќе повторам пак, секогаш кога имало пријавување од страна на жртвата, се гледа дека имало институционална реакција, инаку не би имало судски процес. Но проблемот е што таа институционална реакција според моите критериуми била блага. Не била доволно строго санкционирана. Треба ли строго сега тие да бидат санкционирани? Точно. Сметам Тоа дека треба да го кажете, таа порака. Тие кои што го воделе овој случај, и пак ќе напоменам. Дали се МВР во прашање, дали се социјалните служби? Во прашање се, кога имаме судски случај, во прашање е обвинител, сторител, жртва и судија. Тоа се странките. Овде жртвата уредно пријавила, обвинетиот се појавил пред суд после неколкократно демонстрирано насилство и според мене, за жал, судот благо проценил дека условна казна е доволна. За ваков насилник треба строга казна и строги санкции. И кога сме веќе кај санкциите и пристапот во санкциите, без разлика дали се кривични или се прекршочни или се други, имаше една мантра на СДСМ во 2013, 14, 15 година, дека режимот ги зголемил санкциите, дека режимот ги дере граѓаните, дека режимот ги покачил казните, дека за се и се што. Зборам од најмалиот прекршок па до поголемите кривични дела. 2013-2014. Точно. И видете ја пресконференцијата. За пред 10 години говорите. За владењето на Груевски. Точно така. Дека санкциите, дека казните се драстично зголемени. Тоа беше мантрата на СДСМ. За откако Зоран Заев, преку шарената револуција и цела таа деструкција што беше направена, ја превзема власта во декември 2018 година на пресконференција со тогашната министерка за правда, најавија и го направија тоа дека казните ќе бидат намалени од 50 до 150% во однос на нивната глоба, зашто и да се предвидени. И потоа тоа и го направија во различни области од живењето. Тоа не можеше сега во овој период да биде во овој период редизирано. Во овој период се обидуваме да ја поправиме штетата што е направена. Не може се да се поправи веднаш. Но затоа сакам да кажам дека не е чесно еден ваков долгогодишен случај на насилство, кој што не знаеме кога почнал пред господјата Пановска да биде заменик председател на СДСМ, почнал пред Филипче да биде председател на СДСМ или Мицковска биде председател на ВМРО, или кој да е во оваа политичка, да речам, номенклатура, трагично завршил овие денови на штета на жртвата и на незиниот родител, и сметам дека основната вина е кај обвинителите и кај судијата. Треба да се разгледа предметот, сметам дека овој предмет би требало да биде разгледан од судскиот совет, кој што беше изгласан во ваков состав од СДСМ и од ДУИ. Тие членови на судскиот совет треба да го земат предметот од судијата кој што судел и да видат зошто санкцијата била толку блага. Добро, ајде нека реплицира Карамфиловски. Не секогаш, не велам дека санкцијата не била блага, се согласувам дека изречената присуда била преблага. Не секогаш се решаваат работите само со санкции. Центарот за социјални работи, подрачната единица на Министерството за внатрешни работи, имаат обврска да прават анализа и да предвидуваат ризици. Ако одиме во билтенот сега на МВР детално да го погледнеме, неколку пати во текот на оваа година таа жртва пријавувала дека има врз неа закани. Закани по живот. Значи, институциите, односно вработените тамо, имаат обврска да предвидуваат ризик по ваков фатален исход.
И да тоа зборуваме. И затоа завршил и на суд, бидејќи имало сериозен ризик. И за тоа зборуваме дека сите оние кои што не соодветно постапувале, затоа велиме независна истрага, да се види кој се постапувал, односно кој се не постапувал, и секаде каде што ќе се утврди пропуск, да има одговорност. Дека мора да има кривична одговорност, затоа што некој неработењето на институциите го платил со живот. А бараме и политичка одговорност од министерот за внатрешни работи, затоа што некако во низа во изминативе 6-7 месеци се редат настани во кои што Министерството за внатрешни работи е одговорно. Ја не велам дека министерот лично, меѓутоа бараме политичка одговорност, затоа што ова е веќе четврти, не знам, петти немил настан во изминатите месеци, кои што, еве, втор што завршува со фатален исход. Овде одговорноста е на судијата или на судскиот совет, не знам кој бил составот, но било кој министер не може да биде одговорен за надлежноста на обвинителот и на судијата. Ова треба да биде последниот аларм дека реформата во судството треба да биде и кадровска, меѓу другото, а не да биде само менување на норми и останување на истите кадри. Судството треба да се реформира, судството, судскиот совет и така натаму, сите закони во правосудството што се поместени во реформската агенда, ако сакаме да ги реформираме по европски стандарди, Европската комисија во незиниот извештај од оценската мисија точно кажува што треба да направиме. За жал, тоа се оние реформи, тие закони, точно тие закони доцнат, еве веќе доцнат, некој од нив требаше до крајот на минатата година, некој заклучно со јуни, сега сме веќе средина на септември. За жал, најважниот дел од законите поместени во реформската агенда не се завршени. Мислам дека не се доставени ни до собранието. Така што, да, ние апсолутно се согласуваме дека реформи во правосудството се неопходни, дека реформи и реевалуација на кадарот во судството треба да се случува, но треба да се работи. Не гледаме дека нешто и на тој план се работи. Ајде околу родителите на вчерашниот марш, веќе го спомнав во најавата, марш на ангелите, трагедијата во Кучани, тие исто така бараат оставки од Тошковски и од премиерот Мицковски. Според она тие што... се главни водечки луѓе на институциите кои не одговориле, односно допринеле во оваа трагедија. Ја овозможиле, како велат, корупцијата убива. Според мене, тие кои што ја направиле корупцијата во тој дел и овозможиле таков еден клуб или дискотека да функционира, дел од нив сметам дека се веќе во притвор или се на некој друг начин обезбедени од страна на јавното обвинителство. Мислам дека бројката е поголема и со самиот тој процес сметам дека одговорноста ќе го покаже главниот или главните актери кои што овозможиле таков еден објект да функционира. Лиценцата е издадена во време на министерување на министерот политичката партија ДУИ, кој што долго време раководеа со Министерството за економија. Тие лиценци треба да се проверуваат, знаете, и сами. Не преодицирам секој може да ви подметне секакви лиценци, но кога сте вие на власт, треба да ги разгледате тие лиценци. Сметам дека има некои индици дека токму за оваа лиценца дел од оние кои што се обезбедени од органите на прогонот има дадено изјави дека истата е обезбедена со давање на подкуп. И тоа ќе се расветли за време на судскиот случај. Трагедијата е голема и тешка, но во секој случај сметам дека не би требало болката на жртвите да се политизира, да се партизира. Ама жртвите ја партизираат и ја политизираат зашто гледаат виновници во сегашната власт. Во луѓето кои секој има
секој има право да си ја искаже нормално својата позиција, вклучително во најмногу овде би рекол семејствата на жртвите, но според мене судскиот процес ќе го посочи виновникот или виновниците. Полициските службеници исто така се предмет на разочарување. Па мислам и кај дека семејствата и во јавноста, зашто има голем дел на луѓе кои што се опфатени. Но не и оние кои работеле. Не го знам целиот случај, Добро. не знам, но знам дека е голема бројката, отприлика 20 или 30 има осомничени кои што би требало во еден судски процес да се издвои групата која што ја носи најголемата одговорност. Добро. Карам Филипска. Кочани беше една слика за жал на тоа дека системот во Македонија не функционира комплетно и мислам дека е нефер да ја префрламе вината за трагедијата во Кочани на лиценцата која што била фалсификувана со подкуп, го осудувам крајно тоа, ако било така, ако се докаже дека е така. Но она за што вие прашувате, каде е одговорноста на Министерството за внатрешни работи во тој случај, сметаме и сметавме и ден денеска сметаме дека ако Министерството за внатрешни работи, ОВР Кочани и СВР Штип на еден така најавуван јавен настан, што беше најавуван како концерт, ги имаше спроведено сите потребни повторно проценка на ризик, обезбедување на објектот, полициска контрола околу полнок, не во 2 часот наутро и така натаму, оваа трагедија од вакви размери ќе беше избегната. И сега зборуваме за трагедија во која што згасна 63 млади животи, заради тоа што институциите на терен пред се службите на Министерството за внатрешни работи не ги има изготвено сите планови и преземено сите мерки за да се спречи трагедијата во овој обем. Жално е да се гледаат родителите на децата вчера на протестот кои што собираат снага да се спротивстават на неправдата која што ми е нанесена, да загубиш чедо, тоа е нема цена, тоа е незамисливо. И да бараат така вокално оставка од министерот Ушковски, мислам, ако ништо друго, од морални и од политички причини, тоа требаше да се случи. Затоа што де факто органите на Министерството за внатрешни работи на локално ниво потврлија комплетно и тоа долго време во процесот на истрагата се игнорираше. ВМРО за жал покажува една тенденција, еве и со ова што се случува во Скопје со Вардариште и со Дрисла, да ги игнорира проблемите, да ги става под тепих, да се труди да ги покрие со некакви други измислени политички манипулации. Така беше и во случајот со Кочани, така и овие денови и со ова што се случува во и околу Скопје со депониите. Ајде околу пожарите. Не, видите, само една кратка реплика. Мислам дека е недозволиво. Мислам дека треба да се согласиме дека е недозволиво да се има еден таков неодговорен и игнорантски однос кон настани кои што директно ја загрозуваат безбедноста на граѓаните, кон настани кои што резултираат со фатални исходи, кон настани кои што директно го атакуваат нашето здравје. И во тој контекст, мислам, нашето барање за политичка одговорност е и на родителите, за Кочани зборувавме, е апсолутно оправдан. Да. Кратка една реплика само, да. Видете, констатациите на колешката Пановска се неодговорени и игнорантски однос од страна на Министерството за внатрешни работи. Сега да направиме една споредба. Иако не сакав да влегувам во ваква дебата каде што споредуваме трагедија или на целата влада. Да. Значи, председателот на СДСМ беше член на влада кога се случи модуларната болница. Немаше
Си поднесе оставка. Ве молам, немаше за модуларната болница, немаше разрешница, немаше одговорност, немаше што и да е. Се случи Бесатранс, 0 кривични пријави. Се случи скандалот на Падна СДСМ, тоа се сеќавате. Не, сакам друго да кажам, да направам само една компарација. Не можете споредба да направите, заради тоа што СДСМ ја изгуби власта. Не правам споредба за тоа кој добил или не добил избори. Но правам споредба за односот на МВР. Значи, МВР овде во случајот во трагедијата со Кочани, во првите 48 часа имаше 5 или 10 приведени, осомничени и обработени нормално по наредба на обвинителството. Значи, веднаш се реагираше промптно. Не се чекаше реакција од јавноста, од другиот, третиот. Значи, се одеше веднаш на два фронта. Едниот фронт да се направи се што се може да се спасат оние кои што имаат тешки повреди во земјата или со лекување во странство, и другиот да се направи една сериозна истрага. Не, сакам друго да кажам. Проблемот е што не се сакам да кажам дека тоа што се случило таму, тоа е резултат на една последица која што претходно била веќе создадена со самото овозможување таа дискотека да функционира. Тука Министерството за внатрешни работи нема надлежност. Но имаат инспекторатот. Може да има многу други органи. Но и некои од инспекторатите, мислам дека и сите од инспекторатите беа на распит. За кого и што ќе има покренато, вклучително и за одредени полициски службеници и за други министри, градоначалници и слично. Добро, ќе почекаме. Но сакам да кажам дека се реагираше, МВР реагираше многу сериозно на случајот. За разлика од овие претходни трагедии кои што сме ги имале, каде што СДСМ и ДУИ или малако реагирале, или не реагирале. Ќе дозволите да не се согласам. МВР не реагирало сериозно во случајот со Кочани. Не реагирало сериозно. Истрагата веднаш. Не зборувам за истрагата, зборувам во постапките неопходни за да се превенира тоа што се случи како трагедија. Значи да МВР постапувало по протоколите кои што се зацртани, како што не постапувало, се виде тоа, оваа трагедија ќе беше избегната. И уште една друга работа. Неселективноста, односно селективноста во истрагата и во правдата, ја гледаме и тоа родителите го чувствуваат, и затоа вчера беа на 3 места имаше протести низ Македонија и ги упатија тие пораки што ги упатија. Вториот дел од она што ние како СДСМ, јас лично ако сакате, не го разбирам, на човечко ниво е, како се дозволи на предлог на СДСМ во собранието ВМРО ДПМН да не го изгласа законот за поддршка на жртвите од трагедијата во Кочани. Значи, тие луѓе на кои што најмногу им треба подкрепа, и финансиска, и психолошка, и во рамки на нивните работни места, и децата што одат на училиште така натаму, да не редам, тој закон беше интердисциплинарен, тоа е покажување неодговорност, неемпатичност, несолидарност. Сакам да речам... Не е така, затоа што не знаете многу работи. Јас не би сакал сега тука да истакнувам цифри, но може еден ден појдете на разговор со директорот на службата за општи заеднички работи, со директорот на Фондот за здравство, и ќе видите колку многу е направено. Колку многу емпатија и средства и поддршка се дадени. Јавноста ги знае ли тие цифри? Не ги знае. Заради тоа што тоа се пари на граѓаните Милошовски. Видете, не може да се крие тоа. Вие како новинар може да прашате, имате право и ќе ги добиете информациите. Има право, секој преку вас јавноста ќе го дознае. Но сакам друго да ви кажам. Ние сме одлучиле како политичка партија тие суми да не ги злоупотребиме. Не, друго сакам да ви кажам. Сме одлучиле тоа да не лицитираме и да кажеме дека тоа и семејство добило толку и толку за лечење, толку и толку за авионски билети, толку и толку за превоз до табор. Да се информира јавноста. Секој може да ги добие тие информации, вклучително јавноста. Но јас нема да си дозволам како колешката да злоупотребувам такви суми за да ја докажам мојата емпатија.
Ние тоа што требало како држава да го правиме и да даваме поддршка и сме го правеле и го правиме во моментов. И приватно, и лично, и преку институциите, и преку Фондот за здравство, и преку Министерството, и преку Фондот за и преку службата за општи заеднички работи. Може да биде тајно, Тоа е сериозна поддршка. Сериозна поддршка, многу сериозна поддршка е дадена, се дава и ќе се дава. Не се крие, затоа што сметам дека таквите суми не е етички да се изнесуваат и да се каже пари на граѓаните се за какви етички. Сакам друго да кажам. Не зборуваме за суми. Зашто тогаш ви кажувам дека тие им се дадени поддршки кои што не мора да се, значи тоа е и логистичка поддршка. Тоа е човечка поддршка. Тоа е психолошка поддршка. Да, зашто тоа не го институционализиравме во законот што го предложи СДСМ. Законот го предложи СДСМ и рече кажете, повелете што друго мислите дека треба да биде поместено овде. Затоа што, за жал, ВМРО, ДПМН и мнозинството во собранието... Еве, нека ви одговори. Веќе се постапувало. Постапувањето беше малку. Веќе се постапувало. Значи, пак ќе ви кажам, слободно кога имате желба или можност, овие лица кои што ви ги посочив, Министерство за здравство, Фонд за здравство, Служба за општи заеднички работи, човек од кабинетот на владата, имаше за секои 3-4 семејства задолжен по еден човек, на дневна основа да ги консултира, во која болница е, дали им треба превоз, дали им треба авионска карта, дали ќе се смени родител за следниот период на лекување, кога се враќа пациентот, кои лекарства се потребни. И не сакам се друго да говорам, но направено е прилично многу и направено е затоа што таквата поддршка државата требало да ја даде. Видете, неблагодарно е стварно да разговараме за поддршката откако се изгубени 63 животи, но единствено нешто што може оваа држава да го направи за тие семејства и за целиот тој регион е да биде фокусот таму. Се разбира. Не е доволно да им се помогне на семејствата само во текот на здравственото лекување, за кој што се согласувам со помош на европскиот механизам, тоа еве што значи Европска унија, беше овозможено на вистина да децава што го преживеа пожарот да се лекуваат надвор. Но сега зборуваме за сите семејства на сите жртви, за она што им е неопходно пост траумата. Добро, вели дека се покриено. И за тоа се помага. Мислам дека им ги должите тие одговори на родителите, затоа што родителите во ова што слушаме дека го говорат, не кажуваат дека имаат поддршка од државата. Луѓето кои што се надлежни за да дадат поддршка, се во контакт и даваат поддршка. Ние немаме право да реплицираме на ваквата болка на родителите, бидејќи ние на реплика не може да ги утеши. Они бараат. Тоа. Мораме да одиме со реклами, потоа одиме се разбира со пожарите, како вели Мицковски пожари, ќе има во идниот период, има центри на моќ, тоа се хибридни напади, ги обвинува СДСМ и ДУИ. Останете со нас. Одиме со темата пожари, веќе најавив, сега повторно Антонио Милошовски да објасни. Мицковски вели дека има центри на моќ, говори за странски, домашни и странски, хибридни напади кои се обидуваат да внесат страф и паника кај граѓаните пред избори, дека оваа влада има успеси, парафразирам. Панче Тошковски, пак министер за внатрешни, вели сосема друго, говори за 200 роми кои се стационирани во Вардариште. И уште ова Мицковски ги обвинува СДСМ и ДУИ дека стојат за овие напади, ако не видовме некаква кривична пријава од страна на СДСМ за ова. За овие обвинувања. Значи, порнос на пожарите, јас интензитетот со кој што се случуваат, па еве и последниот имаше дури одредена и видео снимка, не би рекол дека пожарите се случајни. Особено не пожарот во Дрисла. Значи, Дрисла е институција која што има и стандарди и норми на одлагање на смет, на негово согорување, ако има потреба. Не се почитувале стандардите, тоа се информациите. Не знам што се случило и како се случило, но директорот на Дрисла е од ДУИ. Знам дека бил повикан на информативен разговор
и ќе се покаже и според тоа и според некои други сознанија дали и како се работело во ова предпријатие и дали со некое сторување или несторување се случил тој пожар во Дрисла кој што предизвика поголемо загадување и потоа беше саниран. Истовремено владата започна, би рекол, една поголема акција на борба против одредени наркокартели, одредени групи кои што се занимавале и со нарачки и извршување на платени убиства. Сега се моментално во судски процес. Но тоа се сериозни групи. И ова е одмазда на тие групи, сакате да кажете? Не можам да прејудицирам. Јас само поврзувам една логика дека функционирањето на сегашната влада, особено на Министерството за внатрешни работи, кон одредени поединци и групи, дали се тоа стопански, политички крими или се влијателни индивидуалци од земјата или од околината, очигледно е дека не им се допаѓа таквата, би рекол, акција или сузбивање на дел од криминалот од страна на МВР. Начинот на кој што тие имаат капацитет да возвратат е во еден дел и овој начин. Ова се ваши што сега информации или размислувате? Ова се мои размислувања врз основа на јавно достапните информации кои што сите ние ги имаме. Бидејќи вие логицирате или имате информации? Логицирате? Делумно имам информации. Сигурно имате некакви информации, не би говореле на памет, така? И затоа сметам дека ваквото дејствување има елементи на субверзија. Да се предизвика несигурност кај граѓаните, да се предизвика некој страв, паника, да се одвлече вниманието од надлежните институции кои што се ангажирани во борба против криминалот, да се дефокусира, да се насочат ресурсите на друга страна, па на крајот од криштата да се постигне некој политички ефект. Бидејќи одредени криминални групи не би имале ништо против да имаат покооперативен, условно кажано, врв во раководството на МВР, како што претходно кооперативно функционирале на назад изминатите 7 или 17 години. Сега очигледно тоа не им оди добро и кај нив има порив да се предизвикаат одредени инциденти за да може МВР и да биде дисперзирано, а истовремено да биде обвинето дека не е спремно да се справи со предизвиците. Но според она што го имам како информација, има одреден дел на, би рекола, поединци кои што се веќе повикани на распит и некои се осомничени и мислам дека во соработка со обвинителството ќе може за скоро време да имаме и предмет кој што би бил оформен во оваа насока. Добро. Ајде, околу екотероризмот за кој говори Милошовски, говорејќи за наркокартели кои сега се одмаздуваат. Не можам да коментирам на таа тема. Оно што можам јас да коментираме поаѓајќи од тоа како се поставени работите и чија надлежност е управувањето и со Вардареште и со Дрисла. Тоа е надлежност на општините, на градот Скопје и на централната власт, Министерството за животна средина, Управата за животна средина. Во двете општини на територија за Вардареште и Газибаба и аеродром, и на ниво на град, и на централна власт, знаеме кој е власт. ВМРО, ДПМН управува и со општините, и со градот Скопје, и со централната власт. Дури и да се овие сомнежи, да речам, такви, дури да се хибридните, по мене комплетно небулозни изјави на премиерот, за жал, точни, кој е тој што треба да биде одговорен за да тоа не ни се случува? Тоа се институциите на оваа држава, предводени од коалицијата на ВМРО, ДПМН, Влен и Знам. Не може да се случи во Вардареште да не може да се изгасне огнот кој што разбира можеби и да го потпалуваат некои локални жители таму. Тоа е незнаење, тоа е неспособност како се управува, тоа е немање визија како таа
нели депонија таму направена треба да се обезбеди, да се огради така натаму и да се дислоцира или со неа да се управува на друг начин. За Дрисла истата ситуација, се сеќавате во мандатот на Петар Шилегов колку време се потроши за да се тргне италијанската фирма која што беше тамо стапната од времето на претходното владење на ВМРО со коруптивни сделки за да може Дрисла да прирасне во модерен центар за рециклирање на отпад. Се изгуби време со тој дел арбитражите, требаше да се направи нешто друго. Даниела имаше 4 години мандат. ВМРО ДПМН е веќе 15 месеци на власт. Добре, во Советот има мнозинство. Најлесно е кога сте неспособни да се справите со проблемите, да измислувате домашни и надворешни непријатели, и тоа е видено сценарио кога е за жал ВМРО ДПМН на власт, а никако да си погледнете во собствените редови и да си признаете дека за одредени работи немате капацитет, односно надлежните луѓе кои што ги водат ресорите немаат капацитет и треба да сносат одговорност и дека треба да се преземе нешто да работите не се одвиваат така. А начинот на кој што се гасеа пожарите, ќе повторам, и во Дрисла и во Вардариште, експертите кои што ја познаваат таа област, велат дека покажува една невидена некадарност. Да вие го покривате огнот, со тоа што кревате дел од ѓубрето, на тој начин доведувате нов кислород во подолните слоеви на ѓубрето и тоа одоздола дополнително се пали со ризик да се случи експлозија, затоа што во подолните слоеви има метан. Така што тоа е едно елементарно непознавање на работата за која што има надлежни луѓе, институции, така натаму. И не сме, неодговорно е премиерот Мицковски на еден таков екоцид, кој што 4 дена ние во Скопје не можеме да дишиме, односно не знаеме што дишиме, да вели прво дека тоа не е баш така, нели, замаглена е сликата во воздухот заради друга некоја, не знам, рефлексија, па да го преврти тоа во хибридни закани, за да денеска слушнеме сосема друга изјава некоја дека некои други таму се виновни, не знаеме кои ќе видиме сега. Мислам, неодговорно е од премиер, од влада со сите овие ресори засегнати на една таква ситуација да застане и да им каже на граѓаните: тоа се случи, вашето здравје е во ризик, за да го заштитите здравјето треба овие да направите. И Трубарева и така, го заборавите. И дополнително Трубарева во тие 3-4 дена ескалираше на неколку нивоа. Јас една работа само едно нешто да ве прашам. Чесен да се биде и да се каже кој е министер за животна средина. Изад Меджити. Дали секојдневно се изненадувате? Еве, немојте да ја лоцирате, проблемот да не го лоцирате, вината, кривицата во ВМРО ДПМН. Но што прави Изад Меджити? Еве, имате ли објаснување зошто тој ништо не стори? Од она што го добиваме како информација, тој бил во координација со сите надлежни министри за она што е негова надлежност. Но една работа... Може ли да побарате реконструкција конечно и да кажете овој човек треба да излезе од министерската фотелја? Знаете, има една симптоматична работа во дискусијата на оваа тема. Прво, дискутираме цела, мислам, една сериозна тема, а гледам соговорничката од СДСМ ги знае сите ресори и надлежни институции, но не знае кој е директор на Дрисла. Зошто не се споменува директорот? Зошто не се спомнува директорот од Дрисла? Знаеме ние што е директор, а што е управен одбор. Директорот е главниот извршен кадар кој што управува со било која институција. Овде директорот на Дрисла е од ДУИ. Ниеден не го споменува тоа. Значи, ниеден не бара ниту изјава, ниту оставка, ниту објаснување. Единствено што му е побарана изјава, од МВР. Ќе побарате ли Карамфиловска оставка од директорот? Во чија надлежност е Дрисла? Апсолутно не е спорно. Во надлежност на директорот, се разбира. Управувањето со Дрисла е во надлежност и на управниот одбор, директорот е извршна функција. Председател на управниот одбор на Дрисла
е вашиот носител на листа за град Скопје, носителот на ВМРО ДПМН на советничката листа за град Скопје. Што повеќе да разговараме, од кого да бараме одговорност? Па бараме, управниот одбор е тој што може да го разреши директорот, предпоставувам. Така е во сите институции каде што нели полугите на владење се поставени како што треба. Така што нека повелете ВМРО ДПМН како оние кои што управуваат со управниот одбор на Дрисла, разрешите го директорот. Апсолутно. Тој чека, Милушевски градот чека Скопје. од вас да кажете бараме, да триснете на маса и да кажете бараме оставка од директорот на Дрисла заради тоа што е кадар на ДУИ. До вчера ни беа коалициони најлесно е тоа да го Тоа го кажете. сака Тоа е Милушевски од најлесно е вас. тоа да го кажеме. Еве ќе кажеме Кажете бараме го. оставка од директорот Да. на Дрисла. Тоа го- Мојата поента е дека зошто ВМРО ДПМН не преземе тоа што треба да го преземе за да ги санкционира проблемите, вклучително и неперформансот на директорот на Дрисла, кога го имате мандатот. Не разбирам. Добро, нека одговори сега Милушевски. Знаете дека во градот Скопје главниот збор го има градоначалничката и главната надлежност. Односите со неа веќе последниве 3 години не се такви какви што треба да бидат. За жал повеќе делува како опонент отколку како партнер, не само на владата, би рекол и на граѓаните на Скопје, за жал. И гледаме дека добри се релациите со советниците на ДУИ, со советниците на Левица, нивни директори претежно се по градските предпријатија, но се надеваме дека тоа кратко ќе трае. Но државниот инспекторат можел нешто да стори, свесен сте за тоа. Министерството за животна средина можеле да... Мислам дека ако се отвори случај на одговорност тоа за е важно. за Не треба да ги штитите тие луѓе, зошто да се штитат. Би требало да понесат и одговорностите тие. Да. Тоа е поента. Мицковски вели, пожари ќе има и во идниот период. Сега, ако знае дека ќе има, што прави власта да ги спречи? Е моето прашање. Будноста е поголема. Самиот активизам, да кажем, и одредени активности на кризниот штаб на МВР, на Центарот за управување со кризи, исто така се поголеми. Затоа што овие пожари очигледно е дека не се случајни и државата ќе се обиде се што е во незина надлежност да биде поактивна и се надевам дека како што беше случајот со пожарот кај Стаклара во општината Кисела Вода, дека и во доколку било кој се осмели во иднина, дека ќе имаме веќе не само осомничени, туку и на лице место фатени сторители. И сметам дека таквиот начин би бил најдобар, за да се упати една силна порака дека тие што го прават ова, без разлика дали е тоа поединечен акт или е некаква политичка саботажа, дека ќе одговараат за вакви тешки дела против здравието на граѓаните. Добро. Имате нешто, предпоставувам, не заради тоа што е... Да. Околу Советот за безбедност. Сите се прашуваат зошто не се свикува Советот за безбедност. Сега ќе ја цитирам председателката Гордана Силјановска, како вели, за свикување и одржување на седница. Потребни се релевантни информации и подготвени материјали. Сега прашањето е, зарем овие информации кои ги кажува премиерот Мицковски не се доволно релевантни? Веројатно е незина проценка, кога и како ќе се свика Советот за безбедност. Но релевантни се овие информации, тоа е... Мислам дека и Министерот за внатрешни работи и председателот на владата имаат доволно сериозни информации за овие подметнати пожари. Дали се чека моментот истите да бидат оформени како кривично правен предмет, ќе покаже следниот период. Добро. Имате нешто околу Советот за безбедност? Само сакам да кажам дека ако има било каков сериозен сомнеш на линија на она што го изјавува премиерот за хибридни напади или за било каков друг тип на организирана, така да го речем, криминал, треба да се преземат действија час поскоро. Најмалку што треба да се направи е Советот за безбедност во ситуација на хибридни напади да заседава. Се плашам дека и тоа може да е
Ако има, треба да се обелодени целата вистина и што се крие зад ова што се труе цело Скопје и тие треба да одговараат најригорозно, но се плашам да не целата оваа приказна представува само еден дефокус во јавноста од реалните причини кои што се по мене во најголем дел базирани на некапацитетноста на институциите да се справуваат со предизвиците. Јас пак ќе споменам. Одете само според една анализа кој се обидува или кој може да има корист од ваквите подметнати пожари. Ние Тоа бараме сигурно не е власта. Тоа е некој кој што нема честни намери ниту кон државата, ниту кон владата. И не е битно како ја третира Ама владата. добро, да власта- не ги обвини СДСМ и ДУИ. власта треба затоа да го сметам превенира дека- тоа А вие и да ги велите за- заштити граѓаните. Сметам дека Говорите за има... наркокартели. Јас ви Се кажувам оградувате дека од изјавите за СДСМ и ДУИ дека се инволвирани? има една голема група во државата од, да речеме, такви од подземјето, кои што во претходната влада или во претходниот мандат на СДСМ и ДУИ имале поголема слобода на криминално однесување за своите криминални шеми. Дали тоа било дрога, дали биле убиства, дали било штанцање на Заради тоа фалсификувани за пасоши. СДСМ говоревте? Тоа ви Затоа беше сметам идејата? дека таквите групи имаат блиски релации со високи функционери од претходната власт. Сепак имале одредена комуникација за да можат да си ги остварат своите незаконити делувања на еден попрагматичен Да. начин. Тоа е сериозно Да. обвинување и за тоа е потребно част поскоро темелна истрага да се изведат пред лицото на правдата, затоа што е комплетно, да речам, неодговорно и несериозно и претешка класификација да тоа што ВМРО ДПМН не обвини нас, заедно со ДУИ за не знам каков организиран криминал, па потоа го тргнаа соопштението од веб страната на ВМРО после неколку часа на медиумите веќе го презема и го пренесоа. добро, еве сега повторува и Тоа е Милошовски. сериозно обвинување. Ве обвинува. Тоа е сериозно обвинување. И ако се докаже спротивното, тоа е сериозно Јас се надевам дека СДСМ ќе дека размисли ќе што има ќе прави. дека ќе има одговорност за оние кои што го направиле тоа. Овде Ма вие СДСМ го обвинувате. првичната одговорност ќе треба да ја носат непосредните извршители. А поголемата одговорност, ако се успее во истрагата, и оние кои што можат да бидат и нарачатели. Добро. Имате да Јас само ќе Да кажам затвориме дека темата? да затвориме дека за ова ќе донесеме став на извршниот одбор, бидејќи ако се држи до тоа ВМРО ДПМН, ако се држите дека СДСМ е тој кој што, нели, во неорганизиран начин е виновен за ова, тоа е сериозно обвинување. И или ќе бараме да го демантирате официјално, или ќе преземеме други правни мерки. Времето ќе покаже кои биле организаторите на овие подметнати пожари. Но вие ги имате порано или информациите, покасно. очигледно дека Сметам ги имате. дека владата и надлежните служби имаат доволно информација. Добро, околу прислушкувањето, веќе кога имате такви информации, можам да прашам околу прислушкувањето за кое говореше Мицковски, зошто не ги декласифицирате тие документи? За кои ги обвинивте СДСМ дека Мицковски го прислушкувале? По однос на прислушкувањето Па да, се некако е поврзано ова, очигледно дека имате многу информации. На секој отприлика 10 години се повторува една помала група која што претежно е составена од слични луѓе, имаат секогаш и некој понов извршител, но отприлика основната група е иста. Се случува нелегално прислушкување. И тоа нелегално прислушкување најчесто се случува врз политичките опоненти или неистомисленици, без разлика дали се политичари, или се новинари, или се стопанственици, или се јавни обвинители. Такво прислушкување се
водело, барем според јавно добиените информации од страна на АНБ, која што се сеќаваме дека требаше да биде реформирана служба, заради која што се случи шарената револуција, СЈО и слични други работи во државата, кои што имаа свој, за жал и неславен крај, особено по однос на СЈО. Но зошто не покажете докази, онака како што шарената револуција покажа? Мислам дека на општеството не му треба панаѓур за тоа кој зашто се кавгал во своето семејство или во својата политичка, стопанска или медиумска Па без докази, кога обвинувате, нема... Доказите ќе си ги види и судија, и обвинител, но не мора да биде тоа циркус за јавност. Значи, ќе бидат декласифицирани овие документи? Доказите ќе си ги видат луѓето кои што си имаат и сертификат за државна тајна и надлежност. Да. Но не мора да белешките кои што некој ги пишувал или ги измислувал да бидат забава за јавноста. Значи овде не е, и јас сум бил еден од прислушкуваните, но доколку сум бил прислушкуван, прашањето е зошто Агенцијата за национална безбедност или други, ако ме сметале за ризик за државата или за било што друго, за некое незаконито действие, не поднеле некаква кривична пријава. Па не мора да поднесат кривична пријава, ако се сомневале. Прислушкувањето било користено со лажни белешки за оние кои што не ви се политички истомисленици, да ги следите и да ги предвидувате нивните чекори. Да знаете со кого планираат да направат коалиција, кои им се политичките тези, кои им се слабите точки, кои им се семејните проблеми, кои им се личните силни страни или слаби страни, која е нивната финансиска состојба, со кого се гледаат, со кого не се гледаат, кој е нивниот план за следен протест или коалиција. Тоа е политичкото следење и затоа сметам дека треба тие кои што прават вакво политичко следење, нам политичари, новинари и стопанственици, да одговараат сериозно пред законот, за да не ни се повторува и во следните декади. Онака како што не одговара во време на режимот на Груевски. Треба да не одговара за тоа што Заев ги почна протестите за прислушкувањето од УБК, а на крајот тој ги амнестираше тие кои што го правеле прислушкувањето. Вака се. Ајде, реплицирайте. Значи, целата реформа на безбедносните служби се случи после масовното прислушкување во време на владењето на Груевски, кога 20.000 граѓани беа бесправно прислушкувани заради тоа што имаше сериозна концентрација на моќ во УБК. Сите знаеме, да не се враќам назад, и се спроведе реформата. Дозволете ми сега, јас ве слушам. Се спроведе реформата, се формираше Агенцијата за национална безбедност, се формираше Агенцијата за разузнавање, имаат различни покровители, и така да кажам, не се под една капа, настрана ОТА и така натаму, за да не може системот да биде сконцентриран во една институција. Да прислушкуваат од три страни. Не се согласувам, затоа што надлежностите на АНБ и на Агенција за разузнавање се различни. АНБ се грижи за внатрешната безбедност, Агенција за разузнавање за безбедносни ризици од надвор, сега да не ги оптеретуваме гледачите, но со надлежностите. Но едно е битно, дека вакви афери се сериозна закана реално по безбедноста и сигурноста на граѓаните. Недозволиво е да лиферувате афера дека е следен Мицковски во времето кога бил во опозиција, и Милошовски вели дека бил следен. Еве сега и вие изјавувате дека сте биле следени. Александар Николовски. А при тоа да не се декласифицираат тие податоци и да видиме што се криело зад таа афера. Кој бил следен, ако бил следен, и што се случувало и дали бил директен таргет или бил присутен заедно со цели кои што биле проценети како безбедносен ризик, па биле следени, па некој се нашол во друштво, па посредно бил следен, и што се случувало? Кои се тие таргети кои што биле безбедносен ризик по државата, кои што биле следени, во чие што друштво премиерот сега Мицковски, вие и така натаму сте се нашле, и кој, за каква работа станува збор? За да не шпекулираме
за да не правиме од ова фама, за да не долеваме дополнителна несигурност кај граѓаните, ајде да ги декласифицираме, да ги декласифицирате. Но тој вели дека не сака да прави циркус. Документите, не стану, ама циркусот е веќе направен. Значи, ова е сега само дефокус. Јас се извинувам, Агенцијата за национална безбедност, циркусот е направен затоа што Заев директор кажа дека УБК прислушкувала и затоа било режим, дојде и го формира СЈО за на крајот да ги амнестира сите од УБК, никој да не одговара. За сега АНБ да прислушкува повторно кого Христијан Мицковски, Александар Николовски, Драган Ковачки, Антонио Милошовски и други. Зошто? За да не направиме нешто што може да го загрози СДСМ. Тоа е политичка злоупотреба на АНБ. И потоа како награда, директорот на АНБ да го номинираат за амбасадор во Париз, Виктор Димовски. Тоа е политичка награда за неговите наредби за прислушкување и за следење. Декласифицирате го случајот да излезе вистината на виделина. Случајот ќе се излезе на виделина преку сите документи кои што судиите и обвинителите што имаат државна тајна ќе си утврдат одговорност и ќе се направат истрага. Да видиме, сега имате директор во АНБ, кој што е ваш партиски лојалист, со сомнителен образовен бекграунд, може да ги декласифицира податоци, затоа што АНБ како институција е таа што ги класифицирала и може да ги класифицира. Мислам дека не Виктор Димовски, ќе се расчисти овој случај и мислам дека од овој случај многу луѓе се вознемирени и со право се вознемирени и треба да бидат. Оние кои што биле на чело на АНБ и на АР со право треба да бидат вознемирени. На суд веројатно ќе се види. На крај сме благодарам што бевте гости. Благодариме што ме гледавте. Пријатно.